Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата. Добро вечер, почитувани слушатели. Вие слушате Умствена гимнастика на вреновите на Радио Слободна Македонија, Радио во боја. Моето име е Христина Рунчева-Тасев, доцент на Правниот факултет Јустинијан I, и во наредните 60 на минути ќе ве дружам на вреновите на Радио Слободна Македонија низ најновото издание на Умствена гимнастика. И токму во ова издание на Умствена гимнастика одлучив да зборувам за една тема која што е посветена на утрешниот голем празник, кој што и од вечерва веќе се празнува во домовите кои што го чествуваат Свети Никола како слава. Токму во наредните 60 на минути ќе зборувам за светецот Свети Никола, за неговиот живот, за легендите кои што се поврзани со неговото име, меѓутоа и една интересна тема која што секогаш се поврзува со Свети Никола, тоа е дали денешниот Дедо Мраз е всушност олицетворение на Свети Никола и се работи за два различни ликови кои што денес се експонираат во јавноста, иако ликот на Дедо Мраз е многу повеќе познат и се асоцира со чествувањето на почетокот на новата година, а Свети Никола го доживуваме како светец кој што го славиме на 19 декември. Многу македонски семејства за свој домашен заштитник го имаат Свети Никола и токму овој ден, утрешниот ден, го празнуваат и со него врзуваат голем број на свечености. Имено во народното паметење овој лик останал како заштитник на патниците, посебно на оние што патуваат по вода, но и по тоа што за време на животот, но исто така и после смртта, се смета низ своите чуда дека ги помагал секогаш и ги штитал сиромасите. Ги заштитувал и затворениците, но и оние кои што се неправедно осудени. Имал можност да ги откупува честопати робовите и да ги пушта на слобода, па така секогаш неговиот лик и неговото дело се врзува токму со добрите дела кои што ги правел кон сиромашните и обесправените. Меѓутоа, повеќе за животот на Свети Никола ќе споделам со вас после кусата пауза. Токму така, после кратката пауза се враќаме во студиото. Вие слушате Умствена гимнастика. Денес зборуваме за Свети Никола, светецот чиј што ден, чиј што празник го празнуваме утре, но вечерва 18 декември голем број од домашните, голем број од семејствата кај нас го празнуваат токму овој ден, слават, и верувам дека се подготвувате за богатите трпези каде што ќе најдете прилика да се дружите со вашите роднини, пријатели и секако да бидете во друштво на оние кои што се најмили. Голем број на македонски семејства всушност го чествуваат Свети Никола, но ова издание на Умствена гимнастика го посветуваме на животот на овој светец. Имено Свети Никола, или познат како Свети Никола и чудотворец, архиепископ Мериклиски, се смета за заштитник на морињата. Имено на христијанските бродови обично се наоѓа секогаш иконата на овој светител, а честопати денот наспроти славењето на Свети Никола вела дека бродовите секогаш застануваат каде и да се наоѓаат, го фрлаат сидрото во морето, морнарите ја користат вечерта да се помолат и да прославуваат целиот нареден ден, а утредента го продолжуваат своето пловење. Токму заради тоа и Свети Никола се смета дека е заштитник на морепловците, на оние кои што патуваат, заштитник на оние кои што пловат по морењата, по водите, а секогаш Свети Никола на своите икони е представен со архиерејска одежда. Имено кога зборуваме за Свети Никола и за неговиот живот, тој е роден и потекнува од Патара, во Ликија, денешна Мала Азија. Се смета дека потекнува дека е роден во 270 година, како единствено дете на неговите родители Теофан и Нина.
Притоа при неговото крстење го добил името Никола, кое што во превод значи народен победник. Тој како дете со голем восхит секогаш пристапувал кон проучувањето на Светото писмо, а неговиот духовен живот го стигнал преку неговиот чичко кој исто така бил црковно лице, се замонашил во манастирот Нов Сион. По смртта на своите родители, Никола го продал целиот свој наследен имот и со парите од продажбата одлучил да причини радост за сиромашните, па токму затоа се смета дека при продажбата на имотот ги поделил златниците помеѓу сиромасите. Додека бил свештеник во својот роден крај, се прочул со своите дела на милостиња, па токму затоа христијаните веруваат дека му се јавил глас од Господов и му рекол: да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака. Набргу потоа бил избран и за архиепископ на градот Мира, кој што се наоѓа на просторите на денешна Турција. Во времето на царот Диоклецијан и Максимилијан, кога христијанското население било прогонувано, мачено и затворено, истото му се случува и на Свети Никола. Со доаѓањето на власт на Константин I Велики престанало и прогонувањето на христијаните, кои во исто време добили рамноправно место во Римското царство, секако со признавањето на христијанската религија од страна на Константин Велики. Тој присуствувал на првиот Вселенски собор во Никеја и се залагал за воведување на Светото Тројство. Токму поради голема ревност тој го удрил Александрискиот свештеник Ари, па после овој немил чин бил оптужен за ерес, бил прогонет од самиот собор и му било забрането понатамошно присуство на собирите. Според христијанската традиција, на Свети Никола му било одобрено повторно присуство на црковните собори поради јавувањето на Бог на избраните архиереи, велејќи им дека сториле голема неправда. Уште додека бил жив, луѓето го сметале за светител и честопати го повикувале на помош од страна на болните, несреќните и немоќните, чишто заштитник се сметал дека е. Христијаните веруваат дека тој помакал на сите повици и дека од неговото лице сјаело секогаш светлост. Во својата старост се разболел и починал на 6 декември 343 година. Денес е интересно што голем број на граѓани кои што имаат желба ги посетуваат неговите мошти. Неговите мошти денес се наоѓаат во Бари, во Италија, најголемиот дел од моштите се таму. Инаку во 1071 година во Византија всушност започнува процесот на пренесување на неговите мошти и тоа моштите започнуваат да се пренесуваат во времето кога со Византија раководи Роман IV и после неговото поразување во битката кај Мала Азија, односно кај местото Манцикерт со селџуците кои што биле предводени од султанот Алп Арслан, по завршувањето на битката со пораз на византијците и заробен бил Роман IV, после оваа битка Византија привремено ја изгубила контролата врз поголемиот дел од Мала Азија. И токму така, кога византијците ја повратиле накратко контролата врз Мала Азија за време на Алексеј I Комнин, во тоа конфузно време на немири и превземање на територии, некои морнари од Бари ги земале моштите на светецот од неговиот гроб во дворот на црквата Мира и покрај негодувањата на тамошните православни монаси. При тоа моштите биле пренесени во Бари на 9 мај 1087 година, каде што се наоѓаат до ден денес. Постојат повеќе верзии за овој настан. Според некои кажувања, одземањето на моштите било сметано како грабеж. Според некои кажувања, моштите биле земени откако Свети Никола се јавил на сон на некој свештеник од Бари и му наредил неговите мошти да бидат пренесени во Бари, во Италија, кој во тоа време бил православен град под православен патриарх. Меѓутоа, со текот на времето, делови од овие мошти биле разнесувани низ целиот свет, па денес во Бари постојат две цркви во негова чест. Една католичка и една православна. Имено, зборувајќи за Свети Никола и зборувајќи за неговите мошти, интересно е да се спомене дека всушност дел од моштите се наоѓаат и во Република Македонија. Имено Македонската православна црква е една од црквите кои што успеа да се избори да поседува дел од моштите на прославениот христијански светител Свети Никола, и тоа благодарение на доблесната постапка на една монахиња, Петронија Добреску од Романската православна црква.
Таа како игуменија на манастирот Робаја во Романија несебично се заложила братството на Бигорскиот манастир, представувано од архимандритот Партени, да добие парче од овие мошти, кој е познат како заштитник, рековме, на морепловците и еден од најпочитуваните во православното христијанство. Игуменијата во август 2012 година лично ги донела моштите и му ги предала на братството на познатиот манастир, кој сега ги чува со моштите на другите светители. За возврат, таа добила дел од моштите на светиот великомаченик Ѓорги Победоносец, со кој што располага манастирот во Рајчица, кој што е всушност иметох на Бигорскиот манастир и кои сега се изложени за верниците во нејзиниот манастир, што го носи името на овој светител. Практично двете цркви, македонската и романската, направиле своевидна размена на моштите, а монашкото братство во Бигорски, благодарение на ангажманот на игуменијата, добило мошти директно од Бари, Италија, од храмот посветен на Свети Никола, во кој што се чува најголемиот дел од овие мошти. При тоа братството на архимандритот Партени добило и посебен сертификат од надлежниот бискуп на католичката црква. Всушност, поседување на дел од моштите е исклучителна чест, меѓутоа и исклучителна можност токму и на територијата на Република Македонија да се најде делот од моштите на овој познат светец кој што се чествува на овој голем ден и верувам дека голем број на семејства токму и го прославуваат или веќе се подготвуваат за оваа празнична атмосфера која што започнува од вечера 18, а продолжува во текот на утрешниот ден 19 декември, кога и се слави Свети Никола. Овде ќе направиме една кратка пауза, а веднаш потоа се враќаме со уште неколку интересни факти поврзани со животот и легенди поврзани со животот на овој светец. И токму така, после кусата пауза, се враќаме на бреновите на Радио Слободна Македонија и на новото издание на Умствена гимнастика. Во ова денешно издание одлучив да зборувам на една тема која што е поврзана со овој голем празник кој што го славиме утре, празникот посветен на Свети Никола. Вечерва верувам дека веќе се подготвувате за прославување и минување на драгоцено време со вашите најблиски. Меѓутоа, пред малку во претходниот блок успеав да ве запознаам со дел од житието на овој светец, кој што всушност се слави и се празнува не само кај нас, туку неговиот лик и неговото дело секогаш се поврзува со заштитништво, кое што всушност се проткајува од заштитништво врз оние кои што пловат, кои што се наоѓаат на немирните води, па до штитење на оние кои што се сиромашни, обесправени, оние кои што загубиле дел од она што го имале. Како заштитник и светец, Свети Никола е познат не само во Македонија, каде што речиси секое трето семејство ја празнува оваа слава. Всушност, Свети Никола се слави широм целиот свет и ќе видиме низ повеќе земји на кој начин се празнува. Христијаните веруваат дека Свети Никола многу пати, како чудотворец, многу пати ги спасувал изгубените бродови и поради тоа и го сметаат за заштитник на морепловците, на рибарите, на бродовите. А, например, ако ги земеме за Орнек, Германија, Холандија и Белгија, ќе видиме дека таму Свети Никола повеќе се празнува како детски празник и се врзува со радоста на децата. Во текот на овој празник децата добиваат подароци, различни подароци и нивните и добивањето подароци всушност зависи од тоа кој колку бил послушан во текот на изминатата година. Всушност Свети Никола се смета и за заштитник на повеќе градови и држави. Амстердам го има за свој светец заштитник. Во Русија всушност се смета Свети Никола за заштитник на Руската Федерација, па и Грција го смета за свој заштитник. Во грчкиот фолклор Свети Никола се опишува како господар на морето, а православната црква го смета за еден од најголемите и најпочитуваните светци. И не случајно толку се слави и во македонските домови. При тоа, градот Мира, каде што всушност
се слави ликот и делото на Свети Никола, кој што се наоѓа во Турција, го носи денес називот Демре, и самите турци Свети Никола го препознаваат како Неол Баба. Во христијанскиот календар овој празник се чествува на 6 декември според стариот јулијански календар, односно на 19 декември според новиот григоријански календар. Притоа, интересно е тоа што Свети Никола единствено во нашата земја има свој град кој што е посветен на овој светец, Свети Николе, а како заштитник се смета и на градот Прилеп. Всушност, кога веќе зборуваме за Свети Никола, познат како Мириклиски, затоа што нели е роден, потекнува од овој крај, се смета дека е еден од најпразнуваните денови во Република Македонија, како чудотворец и како заштитник. И овој патрон, како што рековме, кој што ги штити морепловците, рибарите и воопшто морепловството, сите тие се молат на овој светец пред неговата икона за да имаат мирно море. Спомнавме дека потекнува од 3 век, од патара кој што се наоѓа во Ликија, и тоа од богато и угледно семејство, како единствен син на неговите родители Теофан и Нина. Се смета дека е единец син подарен од Бога, а родителите всушност и својот живот го посветуваат на Бога, но и Свети Никола одлучува својот живот да го посвети на Бога, на кого всушност му служи како верен пастир, проповедник и ревностен исполнител. Голем број на легенди се врзуваат со ликот и со неговите дела. Свети Никола е всушност пример за вистински пастир, чија што љубов кон ближниот е нешто примерно и е основа која што на некој начин е водилка во кое луѓето ги смета за синови Божји, а тоа значи и ползување на еднакви права на земните блага. Тој има само прегорна служба кон Господ Исуса Христос и малиот човек велат го издигнал на високо рамниште и го овенчал со вечна слава. Делата на овој светител се смета дека никогаш нема да згаснат, остануваат запаметени, затоа што многу ми насметаат дека всушност тие прикажуваат онаа вечна евангелска вистина и служат како пример за сите следбеници на Христа, посебно на оние кои што ги следат правдата, хуманоста, како клучни карактеристики или клучни особини на современото живење. Всушност, рековме дека Свети Никола се чествува на секаде, се чествува и на исток и на запад, дури во земјите во кои што Свети Никола никогаш и не бил го сметаат за свој застапник и покровител, му прибегнуваат оние што учат, мајките честопати се молат за своите деца, болните бараат помош, а всушност светителот вела дека секогаш се покажува како близок, достапен, брз помошник, пријател и застапник во несреќите. Не случајно Свети Никола е еден од оние светци кои што подеднакво го празнуваат и христијаните, меѓутоа и католиците, а го слават дури и некои муслимани во делови од Турција. И токму со неговото име реков дека се врзуваат голем број на легенди. Легендите настануваат секако околу ликот на оние кои што се посебни, кои оставиле посебен белег и остануваат запаметени, рековме и до ден денес, кои што се сметаат за заштитници на граѓаните. Всушност, голем број на легенди за Свети Никола настануваат во доцниот среден век, па така еве според една легенда во една гостилница, кога дошле гладни ученици, меѓутоа наместо да ги нагости сопственикот на гостилницата, тој ги убил и сакал да ги посоли. И во тој момент се смета дека се појавил Свети Никола, кој што успеал да стори чудо, едно од своите чуда, ги оживеал учениците и соодветно го казнил сторителот. Па од тука не случајно се смета дека секогаш е на страната на правдата и настојува всушност да ги заштити немоќните и да ги заштити сиромашните. Според друга легенда пак, еве кога веќе зборуваме за легендите врзани со овој светец, се смета дека еден брод западнал во бура на море, притоа морнарите му се молеле на Свети Никола за помош, тој го смирил морето и оттукаш се смета дека е заштитник на морепловците, на морнарите секако и на патниците.
Друга легенда вели дека еден осиромашен царски службеник кој што живеел во близина на родителската куќа на Никола, сакал да ги омажи своите 3 ќерки, но немал воопшто средства, немал пари за да им купи соодветна облека. Па така ги испратил во една јавна куќа за да може да заработа за сопствената роба, па за да може да ги омаши. Меѓутоа, кога дознал Свети Никола за тоа што сторил нивниот татко, вечерта се смета дека низ нивниот прозорец им фрлил врекичка со златници, со што ќерките достоинствено се омажиле за своите сакани. Свети Никола денеска е прикажан на иконите како стар бискуп со бастун кој што има закривена форма и бискупска капа и 3 златни топки на книгата чија символика е легендата со 3 ќерки во јавната куќа и врекичките злато. Всушност, оваа легенда исто така поврзана и со дарувањето. Свети Никола е всушност оној кој што пред Нова година доаѓал и им подарувал на децата, ако биле добри, се разбира, ако биле послушни во текот на изминатата година, по нешто сладко од својата голема вреќа која што ја носел. При тоа традиционални дарови кои што се даруваат на Свети Никола се јаболка, лешници и бадеми, и знаеме дека секогаш ова е кога се слави, кога се празнува, е постна слава, значи се врзува со постната храна. Меѓутоа, зошто е тоа така, ќе видиме во наредниот блок, каде што малку повеќе ќе зборувам за символиката на Свети Никола и како всушност Свети Никола станал денешен современ Дедо Мраз, кој што многу почесто е составен дел од празнувањето на Нова година, како стариот дедо кој што во црвена облека носи подароци за децата кои што биле послушни во текот на изминатата година, а некако се чини дека Свети Никола се повеќе се олицетвори во современиот Дедо Мраз, кој што стана символ на оваа ера, би рекла, повеќе на тенденција да се искомерциализира и да се изгуби вистинската символика која што носи свој корени. Меѓутоа, како всушност Свети Никола станал модерен Дедо Мраз, ќе видиме во наредниот блог во кој ќе споделиме малку повеќе информации поврзани со оваа интересна тема. Останете со нас. И еве повторно назад во студиото, вие сте на брановите на умствена гимнастика. Во ова издание зборуваме за празникот кој што го чествуваме утре, односно за животот на Свети Никола, за делата кои што тој ги направил, односно легендите поврзани за неговиот живот. Знаејќи дека Свети Никола завзема навистина значајно место во традицијата и верувањата на македонскиот народ, при тоа и многу семејства го сметаат за домашен заштитник и го слават, го чествуваат, па затоа прават и голем број на обичаи, односно месат посебни обредни лебови или слични други обичаи кои што се поврзани со овој ден, денот на неговата смрт, всушност 19 декември. Оно што се поставува чисто како дилема или како прашање за кое што јас најавив дека ќе зборувам во овој блог всушност на умствена гимнастика е тоа како Свети Никола се трансформира во Дедо Мраз, односно како приказната за Дедо Мраз која доаѓа од север всушност се вклопува во биографијата на овој светец кој што рековме дека имал живот кој што е поврзан со многу дела на добрина, на помош на сиромашните, на обесправените. Всушност и неговата слика која што денес ја имаме е со соодветна символика, рековме за златниците кои што ги дарувал и за 3 ќерки кои што ги избавил од тоа недостоинствено да стапат во брак. Преданието вели дека пред многу години Бог заповедал сите светци да имаат по еден свој ден во годината, а Свети Никола да има 2 дена. Меѓутоа, преподобниот Кисијан, кој што најмногу го се смета дека го кодошел Свети Никола, бил казнет со тоа што добил дозвола само еднаш на 4 години да му се празнува неговиот ден, а тоа е 29 февруари, како што знаеме, кој што се празнува во секоја престапна година. И ако се види на денешен јазик, ако би се обиделе да го преведеме ова дело кое што Кисијан го сторил, односно кодошењето на Свети Никола, па токму затоа и добил еден ден,
на секои 4 години се смета дека бил соодветно лустриран, односно со денешна терминологија или јавно казнет, па затоа вела дека пред Бога се појавува само еднаш на 4 години како пратеник за нов пратенички мандат всушност. Сепак, шегата настрана, Свети Никола е еден од култните светци на христијанството и не случајно одлучивме и оваа емисија да ја посветиме на животот, легендите поврзани со Свети Никола, но и оваа тема која што секогаш отвара дилеми како Свети Никола е трансформиран во модерниот Дедо Мраз, кој што наоѓа место во ова современо живење и би рекла повеќе во тенденцијата за комерцијализација на Дедо Мраз. Сепак, рековме дека Свети Никола дел го слават како имен ден, дел како домашна слава, но многумина се чини дека не знаат дека токму овој христијански светец е инспирација за создавањето на така наречениот Дедо Мраз, кој што е глобалниот светец на потрошувачкото општество, ако може така да се нарече. Затоа некои велат дека Свети Никола всушност е Дедо Мраз. Таквата замена на името за, би рекла, внатрешна употреба со ново име за така наречена меѓународна употреба станува кога всушност е измислен преводот на Санта Клаус со Свети Никола, а за фолклористите пак Свети Никола бил трансформиран во Дедо Мраз, затоа што во народните верувања, песни и приказни, но и на старите икони и фрески, редовно е прикажуван како старец кој што има долга бела брада и долга бела коса. Сепак, за сега се разбира дека се уште не се знае точно како настанала приказната за Дедо Мраз, кој што доаѓа од север, и како таа приказна всушност се вклопува во биографијата на Свети Никола. Во народните верувања овој светец е присутен како еден од најголемите култови во христијанството. Македонија го има прифатено масовно. Постојат сведоштва дека во Скопје, на пример, овој празник се славел долги години наназад и буквално во секое второ или трето семејство се празнувал Свети Никола, иако долго време немаше црква посветена на овој светец. Знаеме дека од неодамна постои и црква во главниот град посветена на Свети Никола. Славењето на чудотворецот е едно од најраспространетите, рековме, од нашите празници, а дека е така потврдува и фактот што единствено нашата земја во овој дел на Европа има и град Свети Николе кој што е посветен токму на светецот Свети Никола. За култот за неговиот живот веќе зборувавме всушност, но интересно е тоа што велиме дека како заштитник на сите луѓе е високо ценет и токму таа символика успева да ја задржи до денес и го чествуваат не само православните, туку и католиците, а дури и велиме дека во одредени делови на Турција во минатото па и денес го почитуваат и наоѓаме често пати и записи кои што се врзани со животот и делото на Свети Никола, дури го слават, бараат помош, бараат заштита во овој светец. Верувајќи дека овој светец не штити од различни неприлики во животот со кои што неретко се среќаваме, ги помага сиромашните, ги заштитува затворениците, неправедно осудените и сите оние кои што се наоѓаат вака во неправедна положба. Сепак во народното предание најмногу е запамтен како господар на водите, рековме и на морињата, а со тоа и заштитник на корабите и на патниците кои што патувале со нив. Пред него секогаш се молат оние што тргнуваат на пат по вода, затоа што се верува дека многумина спасил од давење уште додека бил жив. Така во едно предание се раскажува дека еднаш кога патувал со бродот потонал, а тој цели 6 недели поминал на парче штица во водата. Целото време се молел да биде спасен, а Бог не само што го спасил, туку затоа што бил исполнет со верба кон него и затоа што се молел со искрено срце, го назначил и за заштитник на морепловците. Па од тука, во таа смисла и Марко Ципенков запишал дека Свети Никола е постојано присутен на морињата за да ги варди луѓето од талазите, додека во записите на обичаите во Гевгелиско, на пример, забележано е дека овој ден се празнувал поради дождови и поплави. Па така на Дојранското езеро рибарите на Свети Никола не влегувале во чуновите, а во Солунскиот залив престанувал целиот сообраќај. За обичаите во Охрид може да најдеме записи кои што велат дека светецот Никола бил тој што правил чудесија. Од друга страна, во македонските народни песни овој светец е опеан како стар Свети Никола, кој може да го одмрзне дури и замрзнатото море, но и да гради цркви и манастири.
Па така во една од песните што останале во меморијата на нашиот народ се спомнува и жртвувањето на риба како курбан за црквата што светецот ја градел. Тоа се поврзува и со обичајот, како што рековме, денес е постна слава, односно се јаде риба за празникот кој што спаѓа и во редот на божичните пости, како и обичајот на некои места за курбан да се готви крап. И во песните на зборникот на браќата Миладиновци се зборува токму за делбата меѓу 4 ангели, меѓу кои и тој, кој во таа делба ги добил водите, бродовите и гемиите по морето, или како што вели песната, он да ги имат, он да и повелјат. И токму затоа што правел само чуда и добрини, но и затоа што секогаш е прикажуван како старец со бела коса и бела долга брада, западната комерцијална фантазија го има искористено како урнек да создаде лик на Дедо Мраз, кој што представува старец кој исполнува желби, правејќи чуда и добрини на секаде каде што ќе стигне со својата глобалистичка или суперсонична санка. Интересно е тоа што во една приказна која што е запишана токму од Јосиф, кој е бил ѓакон во манастирот Света Пречиста кај Кичево, објавена во Цариградскиот весник Новини кон крајот на 19 век, меѓу другото се раскажува дека едно време другите светци му завидувале на Свети Никола затоа што бил многу почитуван од луѓето, па се поплакале на Бога за тоа, а Бог ја примил поплаката и веднаш испратил 20 ангели да го повикаат кај него. Откако не го нашле на небото и на земјата, го здогледале среде море како крепи една од гемиите, готова да потоне. Штом го виделе, веднаш му ја пренеле заповедта на Бог, а тој ги замолил најпрво да му помогне да ја извадат гемијата на суво. Па така виделе, не виделе, ангелите му помогнале, а потоа така накиснат како што вели самата приказна, и со искинати алишта го одвеле пред Бога. И тука во тој момент биле собрани сите светци што се оплакувале на него. Господ само ги погледнал, ништо не рекол, а тие од погледот разбрале дека ако сакаат да бидат почитувани како Свети Никола, од луѓето треба да го прават тоа што го правел и тој. И тогаш се вели во приказната што ја запишал монахот Јосиф од манастирот Света Пречиста, Господ заповедал за сите светци да има по еден ден во годината, а за Свети Никола да има 2 дена. И не само тоа, туку за преподобниот Кисијан, кој најмногу го кодошел за да биде казнет соодветно, заповедал еднаш на 4 години да му се празнува денот на 29 февруари, односно секоја престапна година. И според Михајло Ѓоргиевски, Свети Никола се смета за еден од врвните христијански светители, голем чудотворец кој зазема посебно место во животот и обичаите на македонскиот народ, па така многу семејства во Македонија го сметаат за свој домашен заштитник. Интересно е тоа што овој светец важи за заштитник на луѓето од сите неприлики, независно од вера, од раса, од нација, и токму така добил и соодветен универзален карактер на заштитник, па затоа велат дека всушност и неговиот живот бил посветен токму на немоќните, на сиромашните, на болните, на угнетените, обесправените и така натаму. Тука ќе направиме една куса пауза, ќе одмориме со малку реклами и музика и ќе се вратиме назад на последниот блок кој што е посветен на процесот како всушност Дедо Мраз настанал од Свети Никола, односно како се случува ова интересна трансформација. Останете со нас. Се враќаме назад после кратката пауза за музика и реклами и всушност е време за да позборуваме уште малку за животот и делата поврзани со Свети Никола, светецот чие што житие всушност денеска го презентираме пред вас, меѓутоа и овој голем празник кој што го чествуваме во текот на утрешниот ден. Рековме дека овој светец важи за заштитник всушност на луѓето од секакви неприлики, и тоа независно од вера, од раса, од нација, и всушност за животот, чудата и сите негови светителски дела кои што Свети Никола ги сторил за времето на својот живот, дознаваме од неговото житие, и тоа житие кое што потекнува од 9 век. Па така според житието
идниот Свети Никола се раѓа во втората половина на 3-тиот век во Патара, град во малоазиската област Ликија, и како момче неговиот чичко Никола, по кој што и тој бил крстен, а кој што бил епископ во таа област каде што се родил, ги наговорил неговите родители да го посветат својот син на служење на Бога, па и наскоро неговиот чичко го вовел во службата и го вовел во чин презбитер. За време на рекополагањето епископот се свртал кон народот и меѓу другото рекол дека тој ќе биде утеха на сите онесреќени и помошник на сите страдалници. И навистина цел живот не престанал да им помага на страдалниците, да ги заштитува невините, да ги закрепнува слабите, и тоа со словото на вистината и на верата. Често пати го поврзуваме токму всушност со дарувањето, сметајќи дека по смртта на неговите родители го продал имотот и сите златници, целокупното богатство го споделил со сиромашните и помагал онаму каде што имале најмногу потреба од него. Всушност, биографијата на презвитерот Никола, објавена во најстарото житие за него, кое потекнува од 9-тиот век, содржи многу настани и чуда кои што тој ги правил во Патарската епархија, но и подоцна како архиепископ во Мираклиската црква, кога бил строг кон себе си, многу строг кон себе си, а истовремено уште повеќе се трудел за доброто на народот. За поуспешно да ја врши својата работа, одбрал 20 соработници од презвитерите, а сите луѓе ги примал со таткова љубов, велат, ги сослушувал молбите и поплаките и не се штедел кога давал помош и совет, строго застапувајќи се за невините и обесправените. Па така се смета дека со такви грижи го затикнала и бурата на прогоните против христијанската црква, која што во текот на претходните 50 години работела во мир и тишина. Притоа, страшните прогони кои што настануваат, а се предизвикани од Диоклецијан и Галерий, продолжуваат цели 10 години и притоа тие започнуваат во главниот град на Никомидија, каде што на самиот празник рожденство Христово во храмот живи биле запалени околу 20.000 христијани. Од тука како започнуваат прогоните на христијаните низ целата Римска империја, се смета дека светецот Никола страдал и се молел за спасот на христијаните, но и покрај сите овие премрежија во текот на неговиот живот, се смета дека тој доживеал длабока старост според ова житие, починал тивко и блажено по кратко боледување во 342 година. Притоа телото му било погребано во градот Мир, а потоа миро од неговите свети мошти за исцеление добивале сите верници што доаѓале на поклонение. Во 1099 година моштите биле конечно пренесени во градот Бари во Италија, каде што останали и се чуваат и до ден денес, каде што може да се посетат всушност. Меѓутоа, она што го отворив како дилема е прашањето како всушност се шири култот за Свети Никола. Рековме дека во Македонија се празнува Свети Никола како чудотворец кој што се смета дека дарувал за секој по некој подарок. За жал сега тој веќе не носи подароци според сегашните легенди, туку велат дека нештата се смениле од пред 100 години, кога на Свети Никола се носеле подароци за децата, особено оние кои што биле послушни во текот на изминатата година, но денеска всушност многу нешта се сменија, а децата сега ги чекаат единствено подароците кои што им ги носи Дедо Мраз, и тоа на новогодишната вечер. Како Свети Никола од иконите и фреските се преселил на камионите што носат Кока-кола и како станал дедо со црвени образи и карактеристична глобална насмевка. Прв пат денешниот Дедо Мраз, метафорички потомок на Свети Никола, бил прикажан на цртеж во 31 година, облечен во црвено одело со бело крзно, како комерцијален бренд на компанијата што правела пијалак за целиот свет. Таков каков што е, со мали измени се задржал и до ден денес, нацртан е од Хадон синдлом, со намена да се зголеми
продажбата на пијалокот на Кока-кола, а истовремено компанијата има тенденција нормално да се прикаже низ благороден, добродушен човек што дели подароци на секаде во светот. Инаку освен Свети Никола, односно освен овој трансформиран Свети Никола со Кока-кола во раката, кој што е светски лидер во оваа област, во Франција ваквите подароци ги носел Пер Ноел, во Англија Father Christmas, во Италија Ла Бефана, во Шведска има друг назив Јултомтен, во Холандија го нарекуваат Синтерклас, а во Финска има интересен назив Јоили Пуки, кој како лик е најсличен со оној од Кока-кола приказната. Всушност, скандинавските ликови влијале најмногу врз американската приказна за оној кој што носи дарови со санка што ја влечат суперсонични ирваси. Па затоа најпрво Дедо Мраз е нацртан како стар и весел дебелко, како холандскиот Синтерклас од почетокот на 19 век, а во Америка се појавил како лик со име Санта Клаус, кој личел на некакво добродушно животно со рилка завиткана во американското знаме. Во вториот обид, Санта Клаус станува човек со широко лице и со дупченца на образите, трансформиран при својот визуелен израз, црвен нос, бела брада, голем тркалезен стомак и облечен секако во боите на Кока-кола. Сепак најинтересно е тоа што по Втората светска војна власта на Советскиот сојуз, најголемата христијанска земја во светот, односно другарот Сталин лично, забранил да се употребува името на Свети Никола, а со тоа отворил и простор христијанскиот светец во глобални рамки да се замени веднаш со Дедо Мраз. Од тука се смета дека Дедо Мраз е се повеќе измислица на западната комерцијална машинерија, но во исто време тоа е и трансформација на Свети Никола, односно одредена искомерцијализирана верзија на ликот на познатиот светец кој што потекнува од Мириклиската митрополија. Всушност, празнувањето на Свети Никола има длабока, силна символика. Јас верувам дека голем дел од вас сте веќе во вашите домови, со вашите најблиски, очекувајќи го овој прославата на овој голем ден, и ќе ви посакам добро здравје, во мир и радост да го чествувате ликот и делото на Свети Никола. Оние кои што се викаат Никола, им го честитам утрешниот именден и се надевам дека успеавме низ овие 60 на минути да бидеме доволно информативни и да споделиме дел од приказната поврзана со ликот на Свети Никола, на светецот Никола, со неговиот живот, легендите кои што се поврзани со него, но и современиот лик на Дедо Мраз кој што под притисок на комерцијалата се претвори во едно ново олицетворение на Свети Никола, односно искомерцијализиран лик на овој светец кој што се користи повеќе за маркетиншки цели. Јас овде ќе се поздравам од нашите слушатели, ви посакувам пријатна вечер и следната средба ви ја закажувам за точно 7 дена на брановите на Радио Слободна Македонија, која ќе се дружиме и со новото издание на Умствена гимнастика. Вие слушавте Радио Слободна Македонија, јас сум вашиот уредник и водител на емисијата Христина Рунчева-Тасев, а денешниот датум е 18 декември 2015 година во продукција на Радио Слободна Македонија. До слушање. Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата.